Здраво ви дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за некои интересни работи врзани со вродениот имун систем. Значи овие работи не се потребни за да се разбере вродениот имун систем, но се интересни да се знаат кои се поврзани со него. Сега, на неколку наврати имам спомнато дека имуниот систем е всушност еден вид битка, еволутивна битка помеѓу различни патогени организми и нас или пак други живи организми, каде што ние нели градиме наши одбрани, наш напад, така се наоружуваме у наводници и самите патогени организми мора да одговорат соодветно. Така зашто и они сакаат да преживеат, а они за да преживеат морат да имаат домакин, односно да имаат од каде да јадат. Така што они стануваат подобри, ние стануваме подобри, они стануваат и така натаму и така натаму. Сега они релативно побрзо може да нас да станат подобри, бидејќи се размножуваат, може на 20 минути да се дуплира. Така што стапката на мутација и после селекција е многу побрза. Но окей, нашиот имун систем пак е многу цверка, али не е семокен. Така, иако ние разгледавме како се справа, како се прави, значи повторно си има патогени организми кои се опасни. Затоа луѓето порано умирале многу од инфекции. Да се скрием антибиотици, окей, ама порано проста инфекција ќе умреш. Сега, додека имаме некои си начини на кои одредени патогени може да го избегнат вродениот имун систем и воспалителниот одговор. Значи да не бидат детектирани од pattern recognition receptors. Така, значи има некоја си протеобактерија каде што има мутација во протеините кои го градат флагелината, основно пашката, каде што TLR5, односно Toll-like рецептор 5, не може да го препознае, бидејќи има мутација и сега има друга структура и рецепторот не може да препознае, не ни познава дека има нешто. Helicobacter, Coxiella, Legionella имаат изместени липополисахариди кои не се препознаат TLR4, така. И тука имаме некој си вирус кој има P30 протеин кој инхибира транскрипција и експресија TLR4. Значи он вика ти нема да правиш рецептори. Ја ќе ти ги инхибирам и нема да имаш рецептори. Ако немаш рецептори не можеш да ме детектираш. Имаме некои си начини каде што блокираат pattern recognition рецептори. Тука ги пишува каде што различни вируси имаат различни протеини кои инхибираат протеини каде што протеини се важни за одредена сигнална патека. Еден протеин ако инхибираш, целата сигнална патека пропаѓа у вода. Така, да превенираат, да умрат, така, или да репликациона инхибиција. Значи, ова е интересно, например, салмонела или листерија, кога ќе ги ставиш внатре у фагозом, така, значи макрофагот ќе ги лапне, ќе ги стави у фагозом, они ќе оддупнат фагозомот, ќе искочат. Значи, ода макрофагот ги лапнал и они се у фагозомот, ама ќе оддупнат фагозомот и ќе искочат. Така, например, микобактерија, туберкулозис, го блокира фузијата на фагозомот со лизозоми. Вика, да, ме фати у фагозом, ама не ти дам да ги пуштиш лизозомите. Ова е некој вациниот вирус, прави протеин кој се врзува со тип 1 интерфероните и не им дава да се врзат со рецепторот. И сега ти вика, ти прави колку сакаш тип 1 интерферони, така ти антивирусни цитокинини. Ти прави колку сакаш, ама џабе ги правиш кога не се врзуваат со рецептор. Хепатитис С вирус прави некој си протеин NS3, 4A. Добро, и тука исто блокира некои патишта врзани со синтеза на антивирусни протеини. Сега дека на следнава табела имаме имунитет кај различни мултиклеточни организми. Веќе немаме само ние, така, значи и други организми имаат. Вроден имунитет, кој не е специфичен, има дури и растенијата. Така, и сега растенијата интересно е кај нив има доста интересни начини на одбрана. Не е само преку имун систем, него они имаат правење на секундарни метаболити. Имаат секундарен метаболизам, каде што прават различни хемиски соединенија, каде што голем дел од тие хемиски соединенија, особено овие што сте етеричните масла, знаат да бидат доста да имаат антимикробни дејства. Сега, инвертебрати, безрбетници, порифера, односно спонгиформис, сунгери
имаат вроден, немаат адаптивен, не се знае дека за некои работи. Гледате плюси и минуси. Интересно е, вертебратите имаат и адаптивен и вроден. Така. Нормално се разликуваат од одредени работи, но сепак го имаат. Мисля да зборам повеќе за растенија, ама тоа може да се разгледате на интернет, значи не морам ја да објаснувам. Еки кога збориме дека за имунологија најчесто мислиме за човек за тоа. Сега, иако викаме дека имун систем имаат повеќе клеточни организми, интересно е дека и бактериите имаат имун систем. Така бидејќи бактериите исто и они се нападнати од страна на вируси, односно бактериофаги. Значи самата бактерија може да заболи од вирус. Сега затоа и од нас има еден вид одбрана, кој е CRISPR, тоа е CRISPR-Cas. Ние го користиме CRISPR-Cas9, го користиме денеска во молекуларната биологија се користи. Тоа е релативно нова метода која што се базира на следниот принцип. Значи, самата бактерија си има Cas регион, така кој прави Cas протеини. И тоа се голем број на протеини, така не е еден протеин, и си има ваков CRISPR регион. Така во тој CRISPR регион имаме вакви repeats кои што не прават ништо, едноставно заземаат само место. И вие спейсер. Сега, спейсерот се придобива од некој си вирус. Значи, гледайте, овдека вирусов, лево, го испушта својот генетски материјал. Сега гледаме дека овдека е цепнат. Така, цепнат е. Зошто? Од овие Cas протеини, замислете си како ножици, и овие ножици сечат на одредени места. И го сецнуваат парчево, и сега ова парче го зимаат и го интегрираат. Внатре го интегрира делот од вирусот внатре во својата ДНК. Така нареден пат ќе го препознае и полесно ќе реагира спрема него. Сега нема многу да навлегувам, значи има доста протеини и некои си процеси како тоа се случува. Можете да се разгледате сами, дека само некои слики, онакако некои си општи поими, ќе видиме. Значи има инфекција, од тој плавиов, активира Cas протеини, овие Cas протеини го сецнуваат, вадат парче од него и тоа парче сега го вметнуваат. И гледате овдека има само до 5, сега идеме на наредната слика, сега има и 6. Така, го вметна тоа плавото парче. И после, ако повторно заболи, ако повторно истиот вирус се најде, едноставно прави рена транскрипт, го зима соодветното парче, го прикачува на протеин и тој протеин одма ја наоѓа ДНК и одма ја цепнува на мали парчиња. Едноставно го прави многу поефективен имуниот систем, односно има еден вид на меморија. Така, и тоа е интересното. Значи, наједноставно кажано, секој пат кога ќе биде заболен вирус, зима делче од вирусот и си го складира во својата ДНК. Така, нареден пат, кога го зима тоа парче и го чита, и вика, аха, добро имавме вакво парче, сече го овдека. И така. Добро. Тоа беше се за ова видео, се знам дека беше онака релативно интересно за некои работи кои не се толку битни за разбирање на вродениот имун систем, ама некако вреди да се спомнат во однос на имунологија како наука. Тоа беше се за ова видео, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.